Во Штип денес се одржа првата меѓународна конференција на која 7 земји од Европа ги презентираа своите искуства и искуствата на здравствениот систем во време на ковид пандемијата. Па сето она кое што ние ќе имаме можност да го презентираме со нашите партнери од надвор од нашата држава кои што се учесници на оваа меѓународна конференција е понос на она кое што се случуваше во изминатите месеци и години за време на ковид пандемијата, сите оние мерки кои што беа превземени во насока на полесно справување со ковид пандемијата, сите протоколи кои што се реализираа. Проектот е започнат во 2021 година во Барганамеро, Италија, и вредноста на истиот е 148.680 евра. The project started in Borgomanero. Проектот Spring започна во јули месец 2021 година. Од тогаш имаме одржано неколку состаноци во Шпанија, во Полска, а сега имаме честа да видиме и овде во Северна Македонија. Целта на овие состаноци е да извршиме размена на најдобрите практики и искуства во справувањето со здравствените предизвици, како што беше пандемијата на ковид во 2020 и 2021 година. Искуствата во секоја земја се различни, а Италија беше една од најпогодените земји во Европа, а според директорката на болницата во Барганамеро, тоа било критичен период за нив. Pandemic period was a real. Можем да кажем дека тоа беше навистина тежок период, имавме големи критики, мораше сета наша енергија да ја насочиме кон борба против вирусот, моравме да извршиме промена во секојдневното работење во нашата болница, извршивме прераспределување на кадарот, половина од сите болнички кревети во болницата беа наменети за нега на пациенти кои што се позитивни на COVID-19, а секој ден имавме постојано големи бројки на позитивни пациенти. Како единствен спас од пандемијата, директорката ги гледа вакцините кои единствено им помогнале во справување со кризата. Морам да кажам дека вакцинацијата многу ни помогна и резултатите се видливи од тоа, бидејќи моментално одделите за интензивна нега не се оптеретени како што беа претходно. На иднината, не знам што би можела сега да кажам, се надевам дека можеби ќе се изработи некоја нова вакцина која што ќе ни помогне, бидејќи вакцините се единствената превентивна мерка која што ни улеснува ситуацијата. Проектот кој опфаќа околу 300 директни и околу 700 потенцијални индиректни учесници ќе трае до 31 март наредната година.